Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. 54 членови на Американскиот представнички дом испратиле двопартиско писмо до председателот Барак Обама, силно поттикнувајќи ја неговата администрација да обезбеди НАТО конечно да ја понуди на Македонија заслужена формална покана да се приклучи на алијансата на самитот во Чикаго во мај. Со тоа ги започнуваме вестите. Писмото е иницирано од обединетата македонска диаспора. Читајте повеќе за содржината на нашата веб страница, а и председателот на обединетата македонска диаспора Методија Коловски вели дека ова е символ за растечката поддршка на САД за Македонија, но и фрустрација од сегашната статус-кво ситуација. Убиството на тинејџер од африканско-американско потекло во Флорида во февруари фокусира свежо внимание на расата во Соединетите Американски држави. Некои американци веруваат дека момчето е жртва на расно профилирање и дека било издвоено само затоа што било црно. Поддржувачите на белиот волонтер од хиспанско потекло, кој работел на одржување на редот и мирот во заедницата, го негираат ова. Дел од оваа голема тема овде во САД во продолжение. Ни Соединетите Американски држави повици за акција по убиството на Трейвон Мартин. Мартин е 17-годишно момче што беше убиено во конфронтација со волонтер на безбедносна патрола, Џорџ Зимерман. Родителите на Мартин велат дека нивниот син бил убиен. Зимерман тврди самоодбрана. Локални државни и федерални органи водат истрага, но нема апсење. Бенџамин Крамп е адвокат што го представува семејството на Мартин. Искрено веруваме дека Трейвон е мртов зашто бил расно профилиран. Поддржувачите на Зимерман тоа го негираат, но многумина инсистираат дека се работи токму за тоа. Боби Раш е меѓу членовите на Конгресот кои бараат федерална комисија да ја истражи како што велат расно заснованата неправда. Racial profiling has to stop, Mr. Speaker. Расното профилирање мора да запре, почитувам председателе. Само затоа што некој носи качулка не значи дека е криминалец. Мартин носел вакво палто ноќта кога умрел. Сега илјадници луѓе носат качулки на протестите против расни стереотипи. Крис Булок е студент. Сакам да можам да облечам мојата качулка без да се плашам дека некој може да ме смета за закана. Активистите за граѓански права зборуваат и за други проблеми, како на пример зошто црните возачи почесто се запирани од полицијата од белите. Расното профилирање во Соединетите Американски држави е незаконски, но многу африкански американци веруваат дека тоа е реалноста во која живеат и бараат промена. Некои родители и африкански американци децата ги учат како да се однесуваат ако се запрени од властите, како мајка му на Ефруџин Баптист. Таа ме учеше дека се може да ми се случи на улица, да внимавам и да бидам свесен за околината. Некои велат дека тој совет често значи разлика меѓу живот и смрт. Македонската заедница во Колумбус, во сојузната држава Охајо, е поделена по прашањето кој е најдобар кандидат меѓу републиканците во трката за председател. Но сите тоа го гледаат преку можноста да се подобри животниот стандард со зајакнување на економијата во САД. Со членовите од Македонската заедница од оваа сојузна држава разговараше Јане Бојаджиевски. Колумбус е динамичен, шаренолик град, дом на разни етнички групи. Македонската е една од побројните. Македонските американци одат во црква секоја недела, ги почитуваат и негуваат семејните вредности. Си помагаат, се собираат на венчавки, соработуваат со сите заедници од градот, без исклучок. По традиција, во овој град, во средно-западниот дел на САД, конзервативните политички ставови добиваат поголема поддршка. Адвокатот Томи Танев во разговорот за Гласот на Америка вели дека на изборите непишено правило е. Како ќе гласа Колумбус, тоа се одразува врз општината Франклин. Тоа пак се пренесува на Охајо, а тоа се рефлектира на крајниот исход на изборите за Белата куќа. Вели, конзервативните гледишта доминираат во градот.
There's still a very conservative base here in Columbus and Franklin County and in Ohio. Се уште има конзервативна база во Колумбус. Има многу луѓе кои негуваат длабоки традиционални вредности, верски убедувања. Тие работи им значат. Елена Полојац пак, која работи во приватна фирма за електронски компоненти, не смета дека тоа е предоминантен став меѓу американските гласачи од македонско потекло. Не мислам дека тоа е причина, заради тоа што многу од македонците се либерални, како и многу од другите европјанци. 30-годишниот Томи Христовски, управник во банка, важи за еден од поактивните волонтери во македонската заедница. За него политичките ставови одат напоредно со начинот на живот. Во Охајо владеат вредностите на Средно-Западна Америка, почитување на домот, семејните вредности, вербата во Бога. И за Сузана Николовска од Битова, која веќе 7 години е во САД, однесувањето на кандидатите кон семејството и верата е битно. Сега за сега ми мене како најдобар од сите, гледа на луѓето како позитивност, верува во Господ, па затоа се надеваме дека ќе стигне до председател. Без оглед кого ќе заокружат на гласачкото ливче во ноември, македонските американци се оптимисти за економијата. Очекување подобрување на стандардот на живот и отварање на повеќе работни места. Македонската заедница во Охајо вообичаено се приклонува ко поконзервативниот дел на Републиканската партија. Вела дека е потребен визионерски водич, кој освен за работни места, за енергетските ресурси, ќе говори за побезбедна и посилна Америка. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Колумбус, Охајо. А утре во Newsflash остануваме во Охајо. Иселениците од Македонија зборуваат за животот во Америка, за нивната преференца за станарот на Белата куќа и како гледаат на прашањето со името. Утре во Newsflash, македонците од Охајо. Решение за името да, но не по цена на долготрajни последици врз идентитетот на македонскиот народ. Тоа е се за емисијава. Може да не следите на интернет. Адресата е glasnaamerika.com. А побарајте ни на Facebook. Поздрав од мене Лилица Китановска, а вие го следевте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. До гледање.